Државниот испитен центар ги објави прашањата кои ќе бидат на екстерното тестирање за матурантите. Тестирањето ќе биде во среда и петок на 22 и 24 јануари. Бројот на прашања по наставен предмет зависи од тоа колкуто е застапен неделно, така што за предмет што учениците го имаат еднаш во неделата, во просек ќе има околу 100 прашања. Од секторот за јавни дејности информираат дека веќе ги имаат завршено сите потребни подготовки. Ние сме ги зеле нашите подготовки за да учениците што поподготвено да бидат за да ги дочитуваат овие екстерни тестови. Тоа што подразбира, значи да со подготовка на простории за одржување на екстерните тестови, подготовка на компјутерската опрема, лабораториите за реализација на тестовите. Исто така сме ги известувале и сме ги поттикнале училиштава и професорите да ги следат сите новини кои што се за екстерното тестирање и за прашањата кои што беа објавени во претходниот период и да ги дават нивните сугестии и активни да делуваат за овој процес. Мислам дека исто така и училиштава се подготвени, учениците се известени и матурантите веќе дента кој ќе биде екстерното тестирање подготвено го очекуваат реализацијата на тестирањето. Во оние места каде што треба да се интервенира за компјутерска опрема, за средување на просториите и таму се завршуваат оние последни подготовки за да учениците бидат спокојно да ги реализираат овие екстерни тестови. Директен линк до базата со околу 60.000 прашања има од веб страниците на Министерството за образование и наука, Бирото за развој на образованието и Центарот за стручно образование и обука, а на своите сајтови ги имаат превземено и средните училишта. Проектот Екстерно тестирање беше воведен минатата учебна година, кога беа тестирани околу 200.000 ученици.